Добро утро. Денеска разговараме со Билјана Дуковска, председателка на македонската платформа за против сиромаштијата. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам на можноста да поразговараме утрово. Она што за почеток би сакала да ве прашам е како вие, како председателка на националната платформа против сиромаштијата, гледате на поскапувањето на продуктите, оние кои што се намирници, секојдневни, кои што секојдневно ги купуваме, прехранбени производи. Сметате ли дека нивното поскапување кое што веќе евидентно и се забележува влијае на квалитетот на живот? Не само што го следиме и алармираме дека тоа може да предизвика бранно осиромашување, загрижени сме дека може да доведе и до една група на нови сиромашни, кои што ги комунициравме во време на пандемијата, погодени нели од здравствената криза, меѓутоа сега веќе станува евидентно дека тоа во суштина не е изолирана група на населението, туку многу голема група, бидејќи во делот на секојдневните трошоци сите сме сериозно засегнати со оглед на висината на приходите кои што семејствата ја имаат. И ако би требало сега нели вообичаено да направам паралела од каде го влечам за заклучокот, секако ќе се поврзам со минималната синдикална кошничка, која што за месец февруари од прилика изнесува 33.000 и нешто, и во таа сума околу 40% се вклучени храната и пијалоците. Значи она најосновната, како што би рекол нашиот народ, за леп да се има. Останатиот дел од 30% се трошоците кои што се струја, вода, комунали и останати трошоци, што значи дека доколку вие живеете со приходи кои што се некаде околу минималната или просечната плата, имате ниска економска активност во семејството, односно имате една плата, или уште полошо немате приход или не заработувате редовно, тогаш многу тешко ќе може да ги задоволите најосновните, значи они кои што работи кои што ви се потребни за преживување. Сега ако додадете на тоа дека и во тоа што го немате, ќе ви треба повеќе, значи ќе немате уште повеќе. Загрижувачки е секое покачување на цените, но морам да напоменам дека секако нема тоа да се рефлектира на целото население и секако дебатите ќе бидат околу тоа дали 30 денари плюс или минус на некого му значат или не, и ќе се вратиме на народната дека богатиот на сиромав не верува. И така изгледа дека ќе биде. Имате ли никаква можеби проценка или анализа на кого најмногу ќе се рефлектира оваа новонастаната економска состојба, односно поскапувањето на цените на продуктите, на која категорија на граѓани? Па нема таква некоја резка линија на кого точно ќе се рефлектира, меѓутоа ќе се изрефлектира на оние кои што ги бројат парите пред да одат во маркети, кои што имаат ограничен буџет да може да ги намират нели месечните потреби. Секако оние што се во сиромаштија и оние што се блиску во ризик на сиромаштија, повеќе детните семејства секако, и луѓето кои што не можат да обезбедат редовен приход. Значи доколку некој работи сезонски или работи неформално или работи прекаријатно, значи на краток договор без регулиран било каков стаж или сигурност, дефинитивно тие не можат да се опуштат никако, а секако дека ова покачување ќе ги оштети многу во секоја сфера која што не е преживување. Би ве прашала и за позитивните од коронавирус, односно пациентите кои што мора во текот на пандемијата, откако ќе се диагностицира вирусот кај нив, да го подобрат и квалитетот на живот, односно внес на здрава храна, витамини, кои што пак од друга страна исто така предизвикуваат голем трошок во семејството. Има ли начин вие како македонска платформа против сиромаштија да им помогнете на оние кои што им е најпотребна помош? За жал, пандемијата не научи на солидарност на најтежок начин. Во претходните години зборувавме многу колку е таа неопходна и колку градењето на заедниците во кои што секој ќе учествува, вклучително и граѓанските организации, е многу важна поддршка за секое семејство. Пандемијата ни го покажа тоа дека доколку не беа локалните поддршки во хуманитарен аспект како помош на она што системот го понуди, а системот понуди нели мерки за оние кои што се најранливи, полесен влез за оние кои што останаа тотално без приходи, изгубија работа и така натаму. Меѓутоа да не забораваме дека тоа е систем кој што нуди основна, значи крајна опција
во државата, односно крајна опција за социјална сигурност. И сега да се навратам на прашањето, ние како платформа против сиромаштија сме национална платформа формирана да влијаеме на регулативата и нашите членки се организации кои што работат на територијата на целата држава. Тие организира активности во рамки на нивните можности, во рамки на нивните локални самоуправи, учествува, значи го заменија своето редовно проектно работење на застапување и така натаму со пари пренаменети за директна помош во хигиена, храна, таблети за најсиромашните ученици, за да помогнат директно на целните групи за кои што тие се формирани и работат. Така, имате ли никаква стратегија, план, програма со која што работите и со која што сметате дека ќе влијаете на намалување на сиромаштијата, или пак можеби од друга страна дали имате и соработка во креирање на политиките, на пример на Министерството на труд и социјална политика? Директно сме врзани со националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и таму ги следиме активностите и не само што ги следиме, туку бевме и дел од работната група, велам бевме затоа што стратегијата беше со трајање до 2020 година. Она што сега е фокус да оваа година, бидејќи има најави нели за нови документи со видоизменета содржина, секако значи по интегрирани, по структурирани, бидејќи сиромаштијата не е предмет само на социјалната заштита, туку е интерсекторска, врзана со здравствени, социјални политики за домување, политики за вклучување и така натаму. Тоа е фокусот. Тоа е фокусот за 2021-2022. Секако следиме што се случува во делот на зелената транзиција, во делот на иднината на работата, како ќе се рефлектира се ова на можностите да луѓето бидат заштитени од аспект на права, меѓутоа и да имаат можност да остваруваат повисоки приходи, да не бидат исклучени заради неможноста да ги следат трендовите кои што во моментот се наметнуваат. Некаде пред крајот на разговорот би ве прашала и за конкурсот за избор на најдобра новинарска сторија, поврзана токму со известувањето за сиромаштијата, која што е во тек, па верувам дека можеби нашите гледачи, а и дел од колегите ќе бидат заинтересирани да слушнат кои се критериумите и како да се учествува. Горди сме дека успеавме по четврти пат годинава да го организираме конкурсот, значи објавивме повик, пандемија ништо не ни може, жирито не умрна работи. Она што е за одбележување е дека секоја година имаме стандардни редакции и новинари посветени на темата кои што не губат надеж и кои што се уште им е предизвик да ја освојат наградата. Наградата не е во пари, туку е една светилка, се вика гласник на невидливите и е поттик да ги мотивира новинарите да подлабоко и пореално зборуваат на теми поврзани со сиромаштво и социјална исклученост. Вашите колеги се многу среќни кога ќе ја добијат наградата и она што за нас е поголем мотив дека почнува наградата да добива регионален некаков призвук, значи се повеќе ни се пријавуваат не само скопските новинари и редакции, туку и во внатрешноста и се помалку стории добиваме кои што обработуваат живот во екстремна сиромаштија и нудат повици за помош, туку напротив, многу опсежно, многу истражувачки и многу на соодветен достоинствен начин ги прикажуваат луѓето кои што живеат во сиромаштија, фокусирајќи се на можни решавања на проблемот, а не на нели потенцирање на луѓето во сиромаштија како проблем. И да напоменам она што е најважно во суштина околу тој конкурс, дека нашето жири е составено од лица кои што имаат искуство во сиромаштија и од својата експертиза пренесуваат што значи да се видиш оквалификуван вака или онака на големиот екран. До кога трае пријавувањето? Пријавувањето заврши, работата интензивна кај да ќе извадиме победници. Секоја година немаме број стриктен на победници, туку се водиме од тоа што ќе ни се види најинспиративно и што би можело да биде пример за идните стории. Бијана, јас тука некаде ќе те заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ви посакувам успешна работа, а резултатот на тоа е да има што помалку сиромаштија кај нас во државата. Се надевам дека ќе дадеме придонес кон нештото. Сиромаштијата е работа за која што мораме сите сериозно да се зафатиме да ја елиминираме. Не е тоа еднострана и лесна
приказна, туку феномен за кој што долги години сите макотрпно се обидуваме да направиме нешто. Уште еднаш ви благодарам. А ние се одјавуваме од градскиот парк, каде што разговаравме на тема сиромаштија со Билјана Дуковска.